Веќе на сите ни е јасно што се случува и кој е таргетот на оваа канонада. Лицето од Зоран Заев очигледно е директно инволвиран во активности кои имаат за цел дестабилизација на државата. Одработува агенда која не ја ни разбира. Го гледате ли каков израз има на лицето? Човекот е во грч, со лажна насмевка, се сили, се удира во гради, се обидува себе си да се убеде дека е апсолутен морален суд. Бог кој ќе каже што е добро, што е лошо, што ќе се објави во јавност, што нема да се објави, чија судбина ќе се загорчи, кого ќе стави на тапет, кого не, кај кого ќе исече нешто, кај кого нема да исече. И нормално, на крај тој пресудува јавно што е по закон, а што не е. Се само заради една работа. Тој е токму работата заради која е таргетиран од тие што се инспирирани и тие што се инспиратори за сето ово. Од тие што го смислиле ово. Неговата алчност за власт, пари и моќ и неговиот очеј да покаже пред неговите членови одговор зошто народот не го бира. Немајќи капацитет во себе да ја види грешката, да направи понуда, да направи програм, да одбере добар кадар, со кој ќе биде конкурентен на избор, па народот да го одбере. Во цел овој налет во кој се наоѓа и во оваа негова специфична психолошка состојба во која е, тој се чини и како самиот да заборава кој е всушност. Тој е човек кој брутално ја злоупотребува својата положба во општината за да стекне пари и богатство. Човек кој самиот тврди дека во наше време заработил тој и неговата фамилија 12 милиони евра. Како бе тоа? Па нели нема слобода, нема демократија. Замислете да имаше слобода. Па Рокфелер немаше да му биде рамен, нели? Да пробува да направи, да заборавиме кој е Шекеринска и кои се другите нивни соработници, кои беа на разни функции во едно многу мрачно време за македонската држава. Сакаат народот да заборави. Мислат ако не спомнуваат и ако се прават демек се некои нови лица, тогаш може и некој ќе им поверува. Не. Тоа се Заев и Шекеринска. Зоран Заев и Радмила Шекеринска. Со име и презиме. И со се друго зад нив. Денес го гледам уплашен до даска од денешниот нас собир, побрзал порано да одржи прес. Тоа говори за него, за неговиот страв дека е фатен жив во многу работи, дека има непобитни докази за тоа кој е Зоран Заев и што тој прави. Но и страв дека веќе опаѓа вниманието од неговите теми, дека времето го гаси. Во тој страв ние не можеме да му помогнеме. Втора порака. Тој вика дека сега се бори за слобода и демократија. Во оваа држава вика дека немало слобода и немало демократија. Па во која земја во светот има ваков пример? Човек како Заев со сиот свој багаж да се излегува редовно на пресконференции и да пука што сака и кон кого сака со нелегално стекнати, креирани материјали за кои самиот тврдеше дека се од странска разузнавачка служба. Каде на светот го има тоа? Еве, ако имате некој пријател надвор, прашајте го што би било ако кај нив некој политичар вака постапува како што Заев постапува. Да се игра со судбини, хазардерски да постапува со луѓе и со нивните семејства. При тоа селектирајќи, сечејќи, вадејќи од контекст, манипулирајќи. Сето тоа под превезот дека има диктатура овде и деградирајќи ја при тоа државата, без око да му трепне. Прочитайте ги и слушнете ги нападите, навредите, местенките на нивните медиуми кои директно ги финансираат. Замислете се жали дека нема слобода на медиуми, а во 5 дена 3 пати настапува на национални телевизии.
Ај што си настапува човек. Но суштината зошто повеќе пати излегуваше на телевизија е сосема друга. За да се поправа себе си. Лути му биле тие што го спремаа, нели однадвор овие, што ќе го носеле на власт, како што тврдеше во порагите, за да дошол на власт. Од интервју на интервју се повеќе се дозакопува. Се поочигледни стануваат неговите лаги. Се жали на слобода, а паралелно на тоа се води хајка против нас во нивните медиуми кои што се под контрола на СДСМ. Овие слободните и професионалните што ги кажуваат, што примаат пари од разни фондови и фондации, ги знаеме сите. Се сеќавам на времињата кога бевме во опозиција и кога се случуваше ниту еден медиум да не ни дојде на пресконференција. Тогашниот директор на Центарот за комуникации, Оливер Шамбевски, во тоа време ќе ми се јавеше и ќе ми кажеше: председателе, денес никој не дојде. Пресот не се одржа. Или некогаш ќе дојдеше само еден медиум на прес. И пак победивме во 2006 година. Значи не е до медиумите, до друго е. До работата, до зборот, до довербата, до известноста, до посветеноста во тоа што го работите. Джабе и медиуми и се. Ако не работите ништо, народот знае тоа да го препознае. Па најголемиот демант на тоа што го говорат дека нема слобода е токму гласноста на темата која ја форсираат и гнастите кампањи кои што ги водат. Замислете, точно 22 медиуми говорат дека нема слобода. Па нели самото тоа само по себе е чудна ситуација. Кога 22 медиуми говорат дека нема слобода. Трето, меѓуетничките односи. Откако гледа дека не успева со овие теми досега, ќе пробаат и тоа. Мора да сме мирни и да не подпаѓаме под провокација. Тоа е крајната цел. Тие нема да добијат македонски конфликт. Па ќе пробаат нешто друго, но нема да дозволиме. Четврто, мора на сите да им биде јасно. Важна е представата дека ова е битка за живот или смрт. Така сакаат нашите опоненти да изгледат. Не, се е сосема едноставно. Се зависи од сите нас. Секој еден граѓанин и од еден миг на одлука во нашите срца. Таа одлука ќе ја запре оваа психоза, која сакаа да ја расшират меѓу народот. Ќе ја запре лажната неизвестност, која сакаат да ја креираат. Тоа е одлуката да се вратиме на реалните потреби и проблеми во државата. Да бараме решенија како нашите граѓани да имаат подобар и поквалитетен живот. Колку ќе трае ова, зависи од еден момент, една секунда, кога ќе одлучиме дека нема да му дозволиме преку нашето внимание овој човек марионета да ги контролира судбините на сите во државата и да ја држи во заложништво цела држава. Пето, порака до членството на СДСМ и до сите оние кај кои има некаква неизвестност. Ги разбирам и ги слушам и прифаќам нивните критики. Нема да дозволам да не закрават. По ниедна цена тоа нема да се случи. Инспираторите тоа го сакаат. ВМРО ДПМН тоа нема да го дозволи. Во името на се она во што верува, во името на идеалите на истоиското ВМРО, кое е на сите наши граѓани патриоти, нема да дозволиме да не закрават и да не испровоцираат. 6. Една од целите на тие што го измислија ова е и да се замрзнат вработувањата, да се замрзнат инвестициите, да се замрзнат сите проекти. Тоа нема да пројде. Тоа нема да го дозволиме. Да не вратат назад, тоа не може. Сакам да искористам оваа прилика и да одговорам во оваа 6-та порака и на Зоран Заев
и на нивните услови упатени до нас од настанот во универзалната сала. Прво, Заев бара нов обвинител. За нас важно е обвинителот да се однесува по словото на закон. Јас сум убеден дека сегашниот обвинител тоа го прави. Инаку такви докази има против лицето Зоран Заев, што и вице-брат му да обвинител, ќе му биде непријатно кога ќе ги види доказите. Од друга страна, ние сме подготвени за сите работи, за кои постојат сомневања, а се однесуваат на наши членови или раководни лица, да бидеме максимално кооперативни и да го почитуваме законот. Времето ќе искристализира многу работи. Ќе падне маглата, посејана од важните обвинувања, од драматуршките воведи на пресконференциите и настаните на опозицијата, кои даваат контекст на случувањето. Ќе паднат пердувите и ќе се види целата вистина. Ние тоа го сакаме. Времето е одговор на се. Во тоа сум убеден. Втор одговор на неговите услови. Смена на директорот на МРТВ. Замислете, главна фигура во државата стана директорот на МРТВ. И сега тоа е проблем зошто немало демократија во државата. Си викам, Бранко порано барем пообедливи услови и барања поставуваш, некако попаметно се до тоа се изведуваш. Туку ајде да не го спомнуваме, ќе треба СДСМ потоа да му се извинува повторно, а Жирновски да објаснува како без него немало да победи. Ги гледавте завчера, не? Многу непријатно. Просто срам да те фати, така како што ги гледаш. Им се испуштило, не го исекли како што треба, па толку се уплашени од Бранко, што дури и признаат дека ги сечат материјалите што ги пласираат во јавност, што е сериозен скандал сам по себе. Ама стравот им бил поголем. Се рекле, остај подобро дополнително да се избрукаме и да признаеме дека сечеме и монтираме, отколку БС да се поднајути. А тој кога ќе се поднајути, опасен, па може да почне да подсетува за секого од нивното сегашно раководство, да почне да им вади материјали, да подсети дека Верушевски превоз за него работеше. Значи, многу незгоден за него. И ова си се повлекува, си се попукава по себе и веднаш престојување во битката против диктатурата. Трет одговор на неговите условувања, тој на крајот побара период на влада. Во врска со ова, сакам да порашам дека барањето за период на влада во Македонија е можно и остварливо, но без ВМРО ДПМН. Ние сме сметале и секогаш ќе сметаме на народот. Ние сметаме дека народот е тој кој дава мандат и легитимитет на избори. И дека народот бира кој ќе формира влада, а кој нема да формира. Кој ќе биде во влада, а кој нема да биде. Со формирањето на период на влада се отвара простор за сериозен преседан, кој потоа лесно може да биде предмет на конфликтност помеѓу партиите. Одат и понатаму, посебно Заев, кој вели дека требало потоа да се решаваат големи прашања, и да се оди напред. Што е поентата? Па така бе, Заев. Кажи си директно, а не да ни заобиколуваш. Па и самиот знаеш дека тоа е поентата. На се ова што се случува, големите прашања, а не ти. Ти може само да шпекулираш, да креираш, дополнително да сечеш материјали, да ги рушиш позициите на државата свесно, обидувајќи се да ја искривиш реалноста. Кога сме веќе кај големите прашања, ние имаме јасен и дециден став. И не ни треба ни природна влада, ни ништо за да ни држи став или за да креира решенија кои ќе треба на сила да се иструка. Нашиот став е објавен во нашата програма и ако сакате ќе ви го прочитам и сега. Прво, ВМРО ДПМН
нема да прифати промена на уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија. Второ, ВМРО-ДПМН нема да прифати идеи и предлози што би го загрозиле македонскиот народ и македонскиот национален идентитет, засебноста на македонската нација и македонскиот јазик и култура. Трето, ВМРО-ДПМН како одговорна и народна партија нема да дозволи кое било решение за спорот кој го наметна Грција да биде прифатено од страна на политичари, поединци, влада или собрание, без преходно за тоа да се изјаснат македонските граѓани на референдум, а при тоа мнозинството од граѓаните кои ќе излезат на референдумот да се согласи со евентуалното можно решение. Четврт одговор на неговите изборувања. Најважно за нашиот народ е прашањето како сето ова ќе заврши. Ќе заврши со правна постапка согласно законите во Македонија. Правна постапка за која за секој за кој има сомневање и докази дека го прекршил законот и за кој институциите на системот за кој ме радува што побара и меѓународен мониторинг, а тоа и ние го потребуваме, ќе ценат за што, какви докази постојат и совесно и самостојно ќе одлучуваат. Инаку, како што и досега истакнав, ние сме подготвени за диалог на принципиални основи согласно досега јавно изјаснените позиции. Ние сакаме и немаме никакви резерви да дискутираме за прашањата кои опозицијата ги отвора, за прашањата кои се од интерес за граѓаните, изборите, медиумите и слично. Но условувања и уцени тоа никогаш нема да го прифатиме, посебно затоа што знаеме што стои за тоа и што се крие за сето тоа. И седмата и последна порака за денес. Сакам да ви го кажам за крај следното. Многумина од вас си го поставуваат прашањето дали е праведно ова што и се случува на нашата земја. Одговорот е не е праведно. Но што ни преостанува? Да молчиме и да тонеме во агонија на онеправданост или да се бориме? Да се бориме како што знаеме и умееме со конкретни дела и со конкретни чекори кои ќе значат подобар живот за граѓаните, подобри услови, повеќе можности. Македонија го очекува тоа од нас. Сите граѓани го очекуваат тоа од нас. Да одиме од дом во дом, од куќа во куќа, од семејство во семејство, да разговараме, да им кажуваме дека зависи од сите нас, да им ја кажуваме борбата која ја водиме, целта за која се бориме, да говориме за нашите конкретни проекти, за нашите конкретни дела, за нашата цел, повеќе работни места, добра инфраструктура, подобро образование, подобро здравство, повеќе пари за земјоделците, за пензионерите, за администрацијата, повеќе можности за неработените, поквалитетни услуги за студентите. Да говориме со енергија, со жар, со истиот оној жар со кој нашите предци ги водела идејата и ја пренесувале од човек на човек. Тоа е моментот во срцето што ќе ни инспирира сите и што ќе ја движи Македонија. Тоа за некој е патриотизам, за некој е волја, желба, љубов, за некој должност и обврска. Како сакате наречете, тоа е во сите нас. Тоа тлее во сите граѓани на Македонија. И затоа знам дека нема да успеа. Затоа знам дека Македонија ќе биде посилна после сето ова. Знам дека тој што го наумил сето ова, јако се издржа. Силно не посени сите нас. Тој што го наумил сето ова, не ја зел во предвид љубовта на нашиот народ кон сопствената држава и иднина. Затоа ќе победиме. Сите граѓани ќе победат. Ве повикувам сите.
Станете македонци, албанци, турци, Srbi, Romi, Vlasi, Bošnjaci i sите останати. Станете на нозе. Не чека поход. Од град до град. Не чека многу работа. Многу нови проекти. Многу нови моменти за гордост. Кренете ја главата и да покажеме сите дека Македонија е многу повеќе од она што сакаат да ја направат и прикажат. Дека Македонија е многу поголема од ситните интереси на одредени луѓе и некои структури. Дека Македонија е многу посилна од разни сценарија и туѓи агенди. Дека ние македонците и сите граѓани во неа сме храбри и честити луѓе. Дека нема да ја скршат Македонија. Не во нашето време. Не додека дише и последниот од нас. И дека ќе работиме силно за идните генерации. Да ја чувствуваат оваа наша енергија и сила и да ги води и нив. Како што ние ја чувствуваме силата на нашите предци. Ова е Македонија и ние не се плашиме. Ова е Македонија и ние не се бориме со ништо друго и за ништо друго, туку со нашите дела. Луѓето ги гледаат нашите дела, ја препознаваат нашата борба. Тоа е нашето вистинско лице. Нашите дела се нашата борба за Македонија. Тоа е мојот збор. Тоа е мојот збор до сите вас. Тоа е мојот збор од Никола Груевски, кого сите добро го познавате. Да живее Македонија! Да се здрави и живи! Да биде вековитна идејата!